Доцна пополнок 6 часа на човечки напори, воодушевување, но и солзи, а потоа аплауз за срцето кое зачука додека грант спиеше. Хероината од Дојран и нејзиното семејство спасија 3 човечки животи. Синокешниот зафат представува круна на македонската кардиохирургија, круна на македонската медицина воопшто. Утрото на 23 мај 2020 година во јавноста силно одекна веста за првата трансплантација на срце во земјава. Согласноста на семејството на предвреме починатата Емилија Динева да ги донира нејзините органи значеше шанса за нов живот. Едно големо благодарам што со донирањето спасија 3 животи, од кои еден е животот на татко ми. Една година подоцна, бројните медицински тимови на клиниката за кардиохирургија се поклонија пред уште една хероина, 20-годишната Верица Белчовска, која животот го загуби во сообраќајка. Мојот син успеа да преку нејзините родители да добие срце, донатор, значи срце. На својот син му продолжи животот. Пред 2,5 години татко му се заблагодаруваше на шансата за нов живот за неговиот син. Денес, 23-годишниот Иле Стрезовски ја живее таа шанса. Домот му е во Брвеница, но често патува кон Тетово или Скопје. А откако добил ново срце, набрзо стигнала и нова етапа во животот – се оженил. Брзо им се вратил и на работните обврски во салон за мебел. Единствената разлика е, вели, што сега не смее да крива товар поголем од 15 килограми. Срцето на Иле работело со 13% и немало можност за вградување механичко срце. Единствена опција била трансплантација, на која чекал 4 месеци. Датумот на операцијата го одбележува како голем ден за него и семејството. Роден ден не е, но во црква носам лепче за здравје, панаџија, панашка. Еднаш месечно идам на контрола и еднаш 3 месеца може повеќе да ми направи биопсија. Прават, за да проверат дали е се окей. Тешко му е да искаже колку е благодарен на семејството на Верица, чие срце продолжи да чука кај него. Заедничките средби, ако не се чести, се многу емотивни, раскажува Иле. Контактираме кога имаме време, кога ќе видиме послободно. Не чакаме некој роден ден да дојде или некој празник па да се слушнеме, не. Тие ми се фамилија. Иле е само еден од луѓето на кои им е трансплантирано срце на Државната клиника за кардиохирургија. Изминативе 3,5 години се извршени 10 трансплантации. Директорот Маријан Шокаровски вели дека оваа интервенција полека станува рутинска. Пациенти кои што се индицирани за трансплантација на срце се оние пациенти кои што се во, да кажеме, во таа терминална срцева слабост. Тоа се пациенти кои што се, да кажеме, стигнати во фаза на кога се исцрпени сите можности на лекување. По операцијата пациентите продолжуваат со редовни контроли. Ехосонографски прегледи се следи состојбата на ѕидовите на срцето, а се прават и биопсии и тестови за отфрлање на срцето, објаснува Шокаровски. Ја примаат таа имуносупресивна терапија, која што мора да ја примаат до крај на животот. Меѓутоа, за нашите пациенти можам да кажам дека сите се во добра состојба, да не кажам во одлична состојба и кондиција. Еве, до сега нема нити еден покажано некакви знаци на некој тип на отфрлање на срцето од она што до сега го правиме као испитување. Токму на клиниката за кардиохирургија работи првиот пациент во земјава кому му беше трансплантирано срце. 56-годишниот Иван Огњановски од Скопје е во одлична кондиција. По операцијата животот му се променил за 180 степени, велат лекарите, а потврдува и самиот Иван, кој отворено зборува за чувството да живее што пресадено срце. 3,5 години веќе се осеќам добро, се движам, работам, помагам на кого можам. Работам као курир. На клиниката за кардиохирургија работам као курир. За цело работно време ја не застанувам 5 минути. Така да и тоа ме држи уште повеќе. Пред операцијата, здравствената состојба на Иван драстично се влошила. Со месеци бил третиран во болница и биле исцрпени сите можности за лекување. По 18% ми работеше срцето. Ми рекоа, ако тоа не се случи во овие 2-3 дена, Да има донор? Да има донор и да добиеме пумпа, вика, за одржавање, да те одржава во живот, повеќе немаш, вика, шанси. Истиот ден ме пуштива дома, ја доаѓам дома,
Маш како маш, викам, малку ти е пишано, викам. Пуштам музика, правам кеф некој таму. Телефонот ми звонил, никој не слуша, син ми доаѓа, вика, се бараат одгоре, викам, добро. Пратиле кола по мене, ја у такси и си отидов. Закрепнувањето траело долго, бидејќи брзо по операцијата Иван се разболел од корона, а развил и инфекција на бубрезите. Но откако целосно закрепнал и се вратил на пасијата за мотори и риболов. Среќен е зашто има со кого тоа и да го сподели. Семејството Диневи, кое одлучи да ги донира органите на Емилија. Мислам дека се повеќе од моје семејство. Поише би сакал да контактирам со нив, него ли со некој од овдека што имам од фамилии. Имаме разни разговори, поготоа детево е младо и он обожава мотори, обожава коли, се разбиле во тие работи. Јас сум рибар, обожавам езеро, он исто. Си наоѓаме многу убав муавет, со татко му исто. Освен на срце, во земјава речиси 30 години се изведуваат трансплантации на бубрези од жив донор, но и од кадавер, односно лица кај кои е констатирана мозочна смрт. Коскено ткиво од починат донор се пресадува од 2021 година, а во зачеток од минатата година е и трансплантација на црн дроб. На клиниката за дигестивна хирургија досега се направени 3 пресадувања на црн дроб. Мораше да се развие тој програм на кадаверична трансплантација. Тоа значи подготовка на единиците за интензивна нега такви донори да препознаат, да ги одржат и да на крај стапат на сцена хирурзите и да ја извршат трансплантацијата. Затоа можда и доцневме, заради тоа што ова е операција каде што не можете сами да ја направите. Клиниката се работи кога станува до индивидуални способности на одреден хирург. Меѓутоа, овдека ви треба буквално организиран систем на соработка со повеќе институции одеднаш. Тројцата пациенти се во добра здравствена состојба, вели професорот Антовиќ, кој е еден од хирурзите во тимот за трансплантации. На клиниките се стремат да ги развијат и пресадувањата на црн дроб од жив дарител, со што би се намалиле листите на чекање. Но треба многу повеќе да се работи на системот за кадаверична трансплантација, смета Антовиќ. Јас се надевам дека конечно ќе почнеме што се вика да имаме пациенти кои што нема да ни одбиваат трансплантација, бидејќи за првиот пациент кога го трансплантиравме, првите тројца одбија. Оние одбија и сосема разбирливо. Уплашени така, прва трансплантација, немаат доверба во тимот, нити сме се појавиле до тогаш. Меѓутоа, еве, за третата трансплантација веќе имавме 2 пациенти кои што ги исполнуваат критериумите и тука одбирот беше само за анатомските карактеристики на тие 2 пациенти и хирурзите го направија на крај изборот. Според податоците од Министерството за здравство на средината на септември 2023 година на националните листи за трансплантација чекаат вкупно 181 пациент. Од нив 21 чекаат за срце со и без механичка потпора, 139 за бубрек и 21 за црн дроб. Од 2020 година, кога е започната програмата за мултиорганска трансплантација, процесирани се 19 пациенти со мозочна смрт и трансплантирани се вкупно 66 органи, велат од Министерството за здравство. Од нив 34 пациенти добиле бубрек, 3 црн дроб, 9 мина пациенти добиле срце и кај 19 мина се трансплантирани коскени ткива. Или во просек годишно се изведуваат само по 3 трансплантации на срце и на црн дроб. Иако малку на број, според националната координаторка за трансплантации Маја Мојсова Миовска, податоците покажуваат висок процент на успешност и значително зголемување на свеста за органодарување. Посветуваме многу време на семејствата, за да можеме да го објасниме процесот, за да можеме да објасниме состојбата, за да можеме да им ги покажеме доказите за тоа, дека се работи за мозочна смрт, за да можат и да одлучат. Ако ги споредам нашите разговори со семејствата пред 3,5 години и сегашните разговори, дека точно знаат за што зборуваме. На листите на чекање за орган има многу пациенти, но ургенции и врски за предност нема, тврди Мојсова Миовска. Има таму алгоритам по кој што излегува прв на листа. Врски, искрено да ви кажам, не. Затоа што генерално ние не икеме на ниеден пациент лошо да му направиме. Врските може да доведат до лош исход. Треба да е компатибилен пациентот, треба да е имунолошки компатибилен, треба големината да е компатибилна, треба крвната група да соодветствува на донорската.
Нешто што се уште не може да се прави во земјава е да се даруваат органи во странство и обратно, од странство да се донираат органи кај нас. За да се случи тоа, неопходно е членство во мрежата Евротрансплант, но Северна Македонија е далеко од исполнување на критериумите, кои главно подразбираат повеќе донатори и повеќе операции. Затоа во скоро време се очекува и странска помош за доразвивање на системот за трансплантации преку европски проект кој ќе се спроведува во следните година и половина. Скенирање на процесот, во суштина да добиеме некој базичен договор, што не значи размена на органи, туку значи едукација и тренинг, односно едукација и менаџирање на системот. 6 октомври е денот на органодарителството. Во следните 18 месеци, Министерството за здравство ќе води кампања преку која ќе се зборува за тоа што значи органодонорство, кој се може да биде донор и како тоа спасува животи. Тој што отишол не може да се врати, а може да се спасат многу животи. Така би требало нашата свест малку да се разбуди и има многу луѓе што чекаат, баш тие секунди ги чекаат, тие моменти ги чекаат.